Виктор Валдес, поради напукнат мускул на десната нога, ќе биде надвор од фудбалските терени во наредните 6 недели. На пријателскиот натпревар на Шпанија против Јужна Африка, Валдес на полувремето го замени на голот Игор Касилјас. Лекарскиот тим на шпанската репрезентација по првичните прегледи процени дека Валдес би можел да паузира околу 4 недели, но неговата пауза ќе биде нешто полога и за него 2013 година е завршена. Валдес има 19 настапи за Барселона во оваа сезона. Познато е дека ќе го напушти Nou Camp по крајот на сезоната. Поради повредата ќе ги пропушти надпреварите од Лигата на шампионите против Ајакс и Селтик, како и првенствените дуели против Атлетик Билбао и Вилјареал. Алекс Сонг дефинитивно одлучи да ја напушти Барселона. Поранешниот играч на Арсенал и репрезентативец на Камерун оваа сезона не е во плановите на тренерот Херардо Мартино. Сонг настапи на 6 од досегашните 13 надпревари во првенството и уверен дека го губи надпреварувачкиот ритам со што го загрозува учеството во тимот на Камерун на светското првенство во Бразил следната година. Ова е втора сезона на Сонг во дресот на Барселона, а неговата кариера најверојатно во јануари ќе ја продолжи на Сан Сиро во Милано. И Интер и Милан започнале преговори со камерунскиот репрезентативец. Поранешниот светски шампион во бокс во ВБА верзијата Дейвид Хеј официјално ќе се пензионира поради тешката повреда на рамото. Британскиот боксер сакаше уште еднаш да боксува со некој од браќата Кличко, но тешката повреда на рамото го спречи во тоа. По направената магнетна резонанца беше јасно дека дефинитивно е крај. Ова е лоша вест за мене затоа што имав големи планови, истакна Хеј. Британецот ја освои ВБА титулата во 2009 година кога го совлада русинот Николај Валуев, но 2 години подоцна беше поразен во дуелот со Владимир Кличко. Една година беше суспендиран од боксот поради тепачката на пресконференцијата со својот сонародник Дерек Чисора. Две средби се одиграа синоќа во NBA лигата каде домакините забележаа победи. Оклахома Сити на домашен терен ги победи LA Клиперси со 105-91 за скоро од 5:0 на свој терен. Молните го остварија својот најдобар почеток на една сезона уште од сезоната 2004-5 кога франшизата настапуваше во Сиетл под името Суперсоникс. Дурен со 28 поени и 8 асистенции ги предводеше домакините. Блейк Грифин со 27 поени и 10 скокови беше лидер на Клиперси, Крафорд постигна 18, а Крис Пол 17 поени и 12 асистенции. Во Денвер домашниот тим ја прекина серијата на Чикаго Булс од 5 победи поред и со 97-87 ја оствари петата победа во 11-тиот настап оваа сезона. Джордан Хамилтон со 17 поени беше најефикасен кај Нагетси за кој Джејджеј Хитсон имаше 14 поени 9 скока. Дерик Роуз со 19 поени ги предводеше биковите, а Карлос Бузер и Майк Данливи додадоа по 15 поени. Вечера на програмата треба да се одиграат 12 средби. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓеровски Томислав, тренер на кошаркарски клуб Томас од Тетово. За успешна реализација, честитки на МТМ лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарскиот клуб Работнички. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.